Поднесено уште едно обвинение против поранешниот американски председател Трамп. Овој пат тој се гони за обидот за мешање во изборите во 2020 година за да го спречи неговиот пораз. Информациите од Вашингтон од Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, повели. Бојана, добро вечер од Вашингтон и честит Илинден. Доналд Трамп дали го сакаат или пак мразат, за многу американци се чини дека нема помеѓу. Со секое ново обвинение против Трамп добива на популарност кај неговата група на гласачи, што му дава двоцифрена предност во трката на републиканците за номинација. Забележително е тоа што истакнати републиканци во Конгресот и многу од неговите ривали, вклучително и неговиот најголем противник за председателската трка, гувернерот на Флорида Рон Де Сантис, велат дека се согласуваат со него. Дури Де Сантис рече дека како председател ќе ја прекине злоупотребата на владата, ќе го смени директорот на FBI и ќе обезбеди единствен стандард за правда за сите американци. Многумина негативно реагираат и кон истражителот Джек Смит, кој во ударен термин синоќа имаше телевизиско обраќање по овој повод и рече дека неговата канцеларија ќе бара брзо судење за да може неговите докази да бидат тестирани на суд и судени од порота составена од граѓани. Од Белата куќа пак постојано повторуваат дека немаат никаква улога во правните проблеми на Трамп. За што всушност се товари Трамп со новото обвинение? Бојана, новото обвинение против Трамп, кое е трето кривично дело покренато против него и истото следи по долготрајната федерална истрага за шемите на Трамп и неговите сојузници да го срушат мирниот трансфер на власта и да го задржат на функцијата и покрај загубата од Џо Бајден. Кривичниот случај доаѓа додека Трамп води меѓу републиканците кои се борат да ја освојат председателската номинација на нивната партија. Сепак тоа произлегува од една од најсериозните закани за американската демократија во модерната историја. Трамп го отфрли ова обвинение, нарекувајќи го смешно и го оцени како мешање во изборите, сакајќи, како што вели тој, да им наштетат на водечкиот кандидат. Бојана? Ти благодарам. Мартин Николовски се јави од Гласот од Америка. Продолжуваме со уште неколку вести од